Парите во фирми и институции се печалат и преку енергија. Помалку потрошена енергија значи и поголем профит, односно повеќе средства за инвестиција, но и почиста животна средина. Токму поради ова, државата инсистира на зголемување на енергетската ефикасност на објектите. Секаде се оди кон тоа да не се наруши квалитетот и комодитетот на домувањето, на деловното функционирање, туку да се заштедите да бидат и во обемот на потрошените енергенси и да бидат финансиски придобивките нормално. Во регионот, најголемите енергетско ефикасни инвестиции се во делот на промена на прозорци во повеќе училишта и градинки. Ќе направиме комплетна промена на прозорците и вратите, со што ќе се овозможат, се надевам, подобри услови за престој на децата, ќе се заштеди енергија, а секако и подобри услови за работа на вработените. Дополнително општините од Истокот планираат на зголемување на бројот на енергетско ефикасни објекти. И нашата цел е преку изработка на проекти, дали преку ИПА програмата, дали преку Ресорното министерство, па и во случај со изнаоѓање на спонзори и донатори, да се продолжи секаде низ штипските училишта за да се заменат прозорците и врати, бидејќи тие најмногу влијат на некој начин и овозможуваат заштеда на енергијата. Сепак енергетската ефикасност бара првична инвестиција која многумина ја немаат. Овој проблем може да се премости со користење на средства од меѓународни фондови, наменети токму за вакви проекти. Можностите за финансирање и тригодишната кампања «Нашата енергија, наша сила» денес беше презентирана во Штип.